живееме во модерно време и можеме преку интернет, на социјалните мрежи, на YouTube, на Facebook, да видиме многу нешта што се случуваат на секаде низ светот. Денес стана популарно на запад, кај нас тоа го нема толку, не може да се види, но на запад, па и на исток, скоро секој си става камера во на шофер шајбната и снима постојано камерата и се снимаат многу интересни работи додека возат. И на YouTube се споделуваат многу интересни видеа за тоа како луѓе избегнуваат или се спасуваат од буквално смртоносни ситуации. Има еден таков клип, едно дете, мало, 10 годишно, поминува невнимателно из улица и налетува кола, се обидува возачот да заклучи, не успева, го удира детето летнува преку хаубата, со главата го ја пробива шофер шајбната и влегува целото внатре. И шоферот, збунет, уплашен, почнува да го проверува детето, го прашува како си, се ли е во ред. И детето пискливо, она вели, ништо не е, се ми е во ред, нема проблем. И навистина, детето се спасува од сигурна смрт. Има причина. Детето било на тренинг по рагби тренинг. И го мрзело да си соблече опремата, рагби опремата, и тргнало да си оди дома со се шлемли што носат рагбистите кацига, со се оние штитници на рамото, на нозете, и така кога колата го удрило детето, таа опрема, тие пластики, шлемови, сунгери по него, го спасиле од сигурна смрт и поминало без никаква повреда. Зошто го кажувам тоа? Зашто и ние се движиме по еден пат, кој е опасен пат, сообраќајот е опасен. Знаеме сите, влезеш ли во кола веќе, превземаш ризик за животот. Може ти да возиш внимателно, а може некој друг да те удри, невнимателен. И ние се движиме во нашиот живот по верата, по таков еден опасен пат, зашто има еден учесник во сообраќајот, во духовниот сообраќај, кој е лош по природа, злобен, зол и сака да не фати во ситуации да не сгази, да не смачка, како велат, како шлепер жаба. Знаеме дека имаме противник, сатаната, веруваме дека постои сатан или ѓавол, кој го прави она што е според неговата природа, а тоа е да убива, да уништува, да расипува, да создава раздори, немири, непријателства, кавги, да ги напаѓа верните луѓе и да ги држи во темнина, да ги држи во страв, да ги држи во грев, да го држи во грев човештвото, да го држи во грев светот. Тој не може да седи мирен, зашто неговата природа не му дозволува. Тој се обидува да ги обесхрабри верните луѓе, да им влее сомнеш по верата, да ги направи нивните дела бесплодни, да го расипе она што го прават, да ги разочара, да ги потишти, да ги обесхрабри. И на крајот на криштата Бог го дозволува тоа. Сепак, се што прави сатаната е во контролата на Бог. Бог го дозволува тоа, бидејќи добро е да бидеме напаѓени. Добро е да бидеме во војна. За нас е добро, како верни луѓе, да држиме духовна кондиција преку духовната војна. Бог обезбедува динамика во нашиот духовен растеж преку таа духовна војна која војуваме. И има еден текст во 1 Коринтијани 10:13, каде што апостол Павле вели: други искушенија вас не ве зафати, освен човечкото. Но верен е Бог, кој нема да допушти да бидете искушувани повеќе од силата ваша. А заедно со искушението ќе ви даде и излез, за да можете да издржите.
Многу јасно текстот ни вели дека Бог дозволува да бидеме искушувани и Бог одредува мерка во која ќе бидеме искушувани. Самото употреба на зборот допушти, нема да допушти. Тоест, нема да допушти да бидете искушувани повеќе од силата ваша, што значи дека ќе допушти да бидеме искушувани во рамките на нашата сила. И тоа со Божјото знаење за наше добро. Со други зборови, Бог знае колку треба да не форсира во духовната војна. Тој знае колку да не натовари, за да можеме да отидеме уште понапред. И почнува апостол Павле со она предупредување дека нема да бидеме искушувани со некој друг освен со човечко искушение. Тоа значи дека ние сме искушувани или во нашата духовна војна се соочуваме со работи со кои се соочува секој друг верник. Може би изгледаат нашите искушенија или нашата војна или крстот што го носиме потежок од другите. Вистината е дека сите сме искушени во рамките на силата која Бог многу добро ја знае. И тоа значи дека не треба да негодуваме, да се жалиме. Туку, знаејќи дека Бог го дозволува тоа, дека е за наше добро, радувајте се, вели Јаков, првата глава, кога за малку ќе паднете во разни испитанија. Зашто тоа произведува на крајот на тврдост во верата и не прави совршени да бидеме без недостаток. Знаејќи го тоа, што ни преостанува? Ни преостанува она за кое говориме последните неколку недели, да го земеме духовното оружје и да војуваме. И ќе го прочитаме уште еднаш овој текст, важен текст, од 14 до 17 стих. И така стоите, откако ќе се опашете со вистината и ќе се облечете во оклопот на праведноста и нозете да ви бидат обоени во подготвено за да благовесите мир. А над се, земете го штитот на верата, со кој ќе може да ги изгасните сите жештени стрели на лукавиот. Земете го и шлемот на спасението и духовниот меч кој е Словото Божјо. Извинувам. Не, фала. Значи, гледаме дека минатиот пат рековме, овде апостол Павле користи символика. Користи опрема, изрази од војната терминологија, од римските војници од првите векови. Говори за појас, за штит, шлем, за што беше другото? Шлем, штит, оклоп, меч и обувки со подготвеност за мир и така натаму. Сите тие нешта значиле нешто за војникот во првиот век, биле многу важни и употребувајќи ги овде апостол Павле на символичен начин сака да прикаже како ние војуваме всушност во духовната војна против лукавиот, против сатаната. Кажавме дека на крајот на краиштата сите овие нешта го представуваат Господ Исус Христос, тоест она што тој го прави за нас. Говоревме за појасот на вистината, дека тоа е нашата вистина. Христос е нашата правда, Христос е нашиот мир. Е појас на вистината, оклоп на правдата и обувки со подготвеност за мир. Кога сме разочарани, кога сме обесхрабрени, кога не напаѓаат сомнежи, кога сатаната не убедува дека стратегиите на овој свет, дека неговите лукавства, неговите манипулации се поуспешни од вистината на Господ Исус Христос, ние треба да ги употребуваме овие оружја. Реков на минатиот пат дека првите 3 оружја и вторите 3 се поделени според граматиката. Појасот на вистината, оклопот на правдата и обувките на мирот се дадени како во мината форма, завршна форма, како нешто што веќе ги имаме. Еднаш за секогаш ни се дадени. Времето е минато, завршено. Откако веќе сте препашани, откако веќе сте облечени со појасот и откако сте обуени,
правете го останатото. Тоа значи дека вистината, правдата и мирот веќе ни се дадени. Тие се наметнати на нас. Завршено. Веќе ја имаме вистината, имаме, оправдани сме со праведноста и исполнети сме со мирот. И тоа е важно да го знаеме. Зошто е важно да го знаеме? Зошто знаеме дека Христос е нашата вистина и ние живееме со тоа уверување дека Христос е нашата вистина. Христос потврдил дека е нашата вистина и дека го следиме и затоа го следиме неговото учење. Да, некој може да каже, ама тоа е ваш слепо чекорна вера. Вие направивте чекорна вера, прифативте дека Христос е апсолутната вистина, дека Христос го открива светот, животот и се како што е, и дека ние можеме да се подпреме целосно на она што Христос ни го открил како учење, дека тоа е апсолутната вистина. Дека апсолутната вистина пред 2000 години, апсолутната вистина денес и секојаш ќе биде апсолутна вистина. И на вистина, ние со вера го прифаќаме тоа. И во право се они кои обвинуваат дека со вера го прифаќаме Христос како наша вистина. Меѓутоа, вистината е дека сите со вера го прифаќаат своето убедување. Па и атеистите, оние што не веруваат дека има Бог, со вера тргнуваат во предпоставката дека нема Бог. Кој докажал дека нема Бог? Оние тргнуваат од една предпоставка, од една вера дека нема Бог и потоа своето убедување го градат на таа предпоставка. Притоа има голема разлика меѓу нашиот чекор на вера и нивниот чекор на вера. И која е разликата? Нашата предпоставка дека Исус е вистината се темели на многу факти. Христос потврди дека е вистината со оно што го збореше. Зашто тој откри вистини за животот, за човекот, какви што никој досега не открил. Тој се справи со проблеми на човекот. Тој даде решение на основните човечки проблеми. Проблемот со смртта. Кој го решил проблемот со смртта? Христос докажа дека го реши проблемот. Тој вети дека ќе умре и ќе воскресне и во неговото воскресение сите кои веруваат во него ќе доживеат воскресени вечен живот. И тој го направи тоа. Кој друг успел на таков начин, всушност никој друг и не ветил, а не па да може и да го направи тоа. Господ Исус Христос вети дека носи решение за тој проблем и го донесе решението преку неговото дејство на смрт и воскресение. И ние имаме на крајот на краиштата искуство во нашиот живот. Така да нашиот темел, Христос како наш темел во вистината, е сигурен темел. И тоа демонстрираше вистината и ние имаме за нашиот разум, за нашиот живот сигурна основа. И тоа е нашата правда. Ние сме оправдани преку Христовата правда. Да, може да дојде прашањето, ма достоен ли сум јас да се представам пред Господ, да живеам во Божјото царство во вечноста? Да, достоен сум, зашто Господ Исус Христос ја подари неговата совршеност. Ни ја подари на Христос неговата правда. Тој го зеде на себе нашиот грев, го зеде на себе нашата нечистотија и ни ја подари неговата совршеност. Сите негови дела, сите негови победи, тој ни ги предаде нам. И сега Бог не гледа нас преку Христовата праведност. Онолку свети, онолку праведни, колку што Христос е. Совршено свети, совршено праведни. Христос е нашата правда. Ние имаме истата светост како Христос. Тоа е оружјето на правдата. И на крајот, Христос е нашиот мир. Ние можеме да искусуваме мир поради неговата правда. Знаејќи дека ние имаме вистината, дека не сме заблудени, дека знаеме кај се движиме, знаеме како ќе заврши ова човештво, знаеме која е апогејот, која е кулминацијата на човечката историја, знаеме која е конечната судбина според изборите што ги прават луѓето. И на крајот на краиштата знаеме дека со сигурност поради Христовата праведност сме спасени во Божјото царство. И последицата на тоа знаење е мир. Ние можеме да бидеме целосно спокојни. Мир кој го надминува секое разбирање. Мир кој го немаат оние кои треперат, постојано
се плашат за својот успех, за своите богатства, за земните работи. Ние имаме сигурна котва, кај што можеме да се укотвиме. Имаме сигурен темел, сигурна карпа на која што можеме да застанеме. И тоа е оружјето за кое што апостол Павле говори во 14 и 15 стих. Појасот на вистината, ние сме здраво препашани со Христовата вистина, сме сигурни дека имаме познавање за животот, дека не сме заблудени како луѓето кои не го познаваат светот, а се во темнина поробени под сатаната. Препашани сме здраво со вистината, скриени сме, заштитени за оклопот на правдата, Христовата праведност, и сме обуени. Не сме боси војници, обуени сме со мир. Ние стоиме на мирна почва, во Христовиот мир. И сега апостол Павле продолжува понатаму во следниот текст и говори за стратегијата на непријателот, на противникот, на сатаната, кој фрла огнени или вжештени стрели кон нас. И нуди едно оружје кое треба да не заштити од овие огнени стрели. Кои се тие огнени стрели на лукавиот? Пишува, значи, ние сме атакувани со сите вжештени стрели на лукавиот. Не само со некои, туку со сите. Тој истура вжештени стрели, огнени стрели. Огнените стрели во древноста биле сериозно оружје. Штитовите честопати били од дрво и кога ќе се закачат овие вжештени стрели, огнени стрели, те го неспособуваат штитот. Но Господ Исус Христос, кој е представен во ова оружје, нуди ефикасно оружје, ефикасен штит. Ајде да кажем нешто за вжештените стрели на лукавиот. Ние сме грешни, не сме совршени. Дури оправдани во Христос, повторно, бидејќи имаме грешна природа, повторно паѓаме. И тоа паѓаме во искушение. Паѓаме во сомнежи. Сомнежите се плод на нашиот ум. Сомнежите сами по себе не се зло, бидејќи на крајот на кришата сомнежот, ако вистински е третиран, ќе не доведе до уште постабилна вера. Ќе не доведе до прогрес во нашата вера. Но факт е дека сомнежите не напаѓаат. Се сомневаме дали сепак тоа што го слушаме овде, што го читаме во Библијата е вистина. Дали можеби нема и некој друго обяснување за овие работи што ги среќа за чудата на крајот на криштата. Дали чудата во Библијата немаат некое природно обяснување или можеби се само митови. Дали нашите искуства што ги имаме со Бог, мирот, сигурноста не се плод на подсвеста или на психата, зашто некои и така ги објаснуваат. Доаѓаат сомнежи во нашиот живот. Но сатаната знае како да влие на нашиот ум, знае како да влие на нашата свест и тие сомнежи да ги употреби против нас. И на крајот на криштата, бидејќи се сомневаме, да дојдеме до заклучок дека штом се ги поставаме тие прашања, штом се сомневаме, не е нешто во ред со нашата вера. Може би дури не сме спасени. Ако не сме спасени, не сме Божи деца. И тоа се сомнежите што ги внесува во нас лукавиот. Да се посомневаме во нашата вера, во нашето спасение, да не обесхрабри, да паѓаме духовно, да губиме сигурноста. И бидејќи ние сме грешни, обично сомнежите на крајот на криштата ќе не доведат до ситуација да си кажеме, но може би ние не сме виновни за тие сомнежи. Може би и навистина нешто не е во ред не со нас, со нашата вера, туку со изворот на верата, со Библијата, со самиот Исус Христос. Може би пак и тој не е навистина Господ. Може би не е реално навистина тоа искуство во нас. Тоа се огнените стрели кои сатаната ги фрла кон нас, е сомнежи, со кои сака да не обесхрабри, сака да не
ослаби, сака да не одвлече од вистинскиот фокус. Наместо да одиме смело, патот на верата, да служиме, наместо со Светиот Дух во нас, да пренесуваме дела за Божјото царство, тој сака да не ослави, да не смачка, да не сгази. Тој ги поставя постојано прашањата, вистина ли е? Како што, нели, ги постави на самиот Господ Исус Христос во пустинјата. Навистина ли си ти Божи син? Ако си Божи син, тогаш направи го ова, направи ги камењата лебови и јади, зошто да си гладен? Навистина ли Бог рече дека треба да страдаш? Навистина ли Бог рече дека не треба да јадете од дрвото? Навистина ли Бог рече дека ќе умрете? Ако е така тоа се прашањата што тој ќе поставува, прашања кои имаат за цел да внесат сомнеш во човекот. Ако си Божи син, ако си спасен, или ако Бог е твојата заштита, зошто се случуваат тие работи во твојот живот? Зошто доаѓаат околности во кои си притиснат и доаѓа немир во нас? На крајот на криштата во некои искушенија и паѓаме. Ако ти си Божо дете, зошто паѓаш? Како да се справиме со таквите стрели на лукавиот? Бог ни дал уште едно оружје во нашата духовна оружарница, или не знам како да ја наречам, а над се вели, значи над појасот на вистината, над оклопот на правата, над обувките со подготвеност за мир, над сето тоа земете го. И овде времето, граматичкото време, е постојано, сегашно, постојано, незавршено време. Или со други зборови, постојано зимајте го, штитот на верата. Ако правдата, вистината и мирот ни се дадени, и тие ни ги имаме на нас, штитот на верата е нешто што треба да се зима, постојано. Како се употребава ова оружје? Сепак, вистината е и дека самиот штит на праведност или самата праведност, Христова праведност, мирот и вистината ги добиваме преку вера. Ние со вера прифаќаме дека Христос е вистина. Со вера прифаќаме дека сме облечени во Христовата праведност, тоест оправдани во Христос. Со вера ние се исполнуваме со Христовиот мир. И тоа е факт. И тогаш, зошто треба, или која е разликата? Ако ние со вера ги прифаќаме тие работи, со вера Бог не облекува еднаш за секогаш во вистина, праведност и мир, тогаш за каква вера пак говори овдека апостол Павле, кој треба секојдневно, повторно и повторно да ја зимаме. И во Авакум, и во Римјаните, и во Галатјаните има еден стих кој се повторува, многу важен стих, кај што пишува: праведникот преку верата ќе живее. Или со други збори, овој стих ни вели дека ние буквално чекориме секојдневно преку вера. Од вера во вера. И тоа е нашиот духовен живот. Секој ден ние се движиме со вера. Во моментот на спасението преку вера, Бог не облекува во вистина, правда и мир. Но секојдневно ние треба со вера ова оружје да го правиме оперативно, да го употребуваме во нашиот живот. Појасот на вистината, оклопот на правдата, обувките на мир. Со вера ние влегуваме во духовната војна. Со вера ние го земаме ова оружје. Со вера го употребуваме. Потребно е секојдневно вера за сите тие работи да действуваат во нашиот живот. И затоа се поделени оружјата во овие две групи. Ние имаме постојано правда, не ја губиме, вистина и мир, но потребно е вера, постојано вера во нас, овие нешта да бидат реалност, да бидат применети во секојдневните животни ситуации на најпрактичен начин. И всушност духовното оружје значи
Христос во нас да живее на најпрактичен начин. Во секој ден, во секоја ситуација. Со неговата правда, со неговата вистина, со неговиот мир и сето тоа преку вера. Кога доаѓаат сомнежите во умот, кога сме напагени, дали можеби светот со своите стратегии е поуспешен, попримамлив од Христос и неговата вистина. Верата во Христовата вистина е таа која ќе нас задржи на вистинскиот пат. Зошто да веруваме на лагите на сатаната, кога Христос самиот ни рече дека тој е измамник и дека неговите стратегии се измамнички? Зошто да веруваме на некои човечки филозофии, на човечки авторитети, кога ја имаме апсолутната вистина во Господ Исус Христос? Тоа е штитот на верата. И тој штит на верата ги гаси тие сомнежи. Кога ќе останеме со штитот на верата, на тие напати, тие вжештени стрели, на тие сомнежи, тој ги гаси. И излегуваме од тие искушенија уште посилни, посовршени, со помалку недостатоци. Кога чувствата ќе бидат нападнати повторно од стрелите на лукавиот, повторно штитот на верата. Кога не заблудува сатаната дека тој се оттугил од нас, дека се оддалечил, дека доаѓаат неволи, искушенија, бидејќи можеби ние нешто сме погрешиле, штитот на верата не заштитува. Јас сум едно со Христос. На крстот ние станавме едно. Неговиот живот е мој живот. Неговата правда е мојата правда. Неговата светост е мојата светост. Тој не се срами да ме нарече мој пријател, свој пријател. Отецот или Бог не се срами да ме нарече негово дете. Штитот на верата не заштитува од сомнежите кои создаваат чувство на недостојност, на вина или на отврленост од Бог поради низа причини. Да, ние не сме совршени. И може и многу пати може искушенијата или сомнежите на сатаната да изгледат оправдани. Лутер пишува на едно место, кога дошол да го искушува сатаната, и му поднел еден цел список со гревови што ги направил. И Лутер му рекол: сето тоа што си го напишал е вистина. Фали една работа. Се заборавил на крајата дозвола да напишеш простено е. Се е простено. Во Христос се е простено. И на крајот кога мирот ќе почне да се губи, верата во нас нема да е вистинска вера, тоест Христовата праведност не е вистинска праведност ако во нас не произведе вера. На крајот на криштата, верата дека ние сме облечени во оклоп на праведност ќе произведе мир. И секојдневно ние треба да се подсетуваме дека сме оправдани во Господ Исус Христос, дека сме прифатени од Него, дека што е да се случува, се е за наше добро. Тој се прави да биде за наше добро. Никој не може да не оттуги, да не оттргне од Христовата љубов. А штом Христос не љуби, никој не може да не осуди. Штом Христос е со нас, никој не може да биде против нас. Верата во таа вистина носи мир во нас. Колку и да се високи брановите во нашиот живот, ти не може да не потопат, зашто стоиме на цврста основа. Христос е нашата карпа. Тоа е штитот на верата. Секојдневно подсетување, секојдневно повикување на тие вистини, дека застануваме на Христос како апсолутната вистина, облечени сме во неговата правда и обуени сме во неговиот мир. Секојдневно живееме со тие вистини. Секојдневно ги употребуваме. Тоа е одговорот против жештените стрели на лукавиот. Јаков во своето послание пишува: спротивставете му се на ѓаволот. Ние треба да се спротивставуваме на ѓаволот. Како ќе се спротивставиме? Пред неколку седмици бевме во Струга на една конференција која беше убава, имаше убави говорници, добри говорници. Се разработуваше ова послание до ефешаните и збореше еден од говорниците како да се спротивставуваме на сатаната кога тој доаѓа да
не искушува, да не напаѓа. И тој рече дека кога ќе дошол сатаната, го праќал во пеколот. Go, како беше, in hell. Не е тоа успешниот начин. Ние колку и да му заповедуваме на сатаната да оди во пеколот, тој по наша заповед нема да отиде, тој ќе отиде во пеколот, но таму ќе го прати Христос. И не можеме да го пратиме. Некои го врзуваат. И секој ден го врзуваат. Ќе го врзат денес, утре пак го врзуваат. Денес кажеш го врзавме веќе, крај нема проблем, утре пак го врзуваат. Единствениот начин да се спротивставиме на ѓаволот, успешно да се спротивставиме, е да застанеме со штитот на верата. Облечени во Христовата правда, вистина и мир. Светост и правда. Само тоа не заштитува. Имаме Христовата вистина, го имаме Словото. Како Христос одговараше на искушенијата на сатаната? Пишано е. Словото е авторитетот. Словото е вистината. Јас се подпирам на Словото. Ако го живееме христијанскиот живот во правда, во светост, во вистина, во мир, сатаната нема сила над нас. Тој ќе биде победен. Нема да има успех. Тоа е единствениот начин. Нема друг начин. Колку и да го бъркаме, да го гониме, да му заповедаме, немаме власт над него. Власт има Господ Исус Христос и нашиот живот во Христос. Облечени целосно или како што пишува на друго место, наметнати со Христос. И ако се спротивставиме на ѓаволот, пишува тој ќе побегне од вас. Тој ќе си оди. Зошто ќе си оди? Зашто ќе види дека неговите лукавства немаат или неговите вжештени стрели се гушат во штитот на верата. Дека нашата вера ги победува. Сомнежите стануваат се послаби, колку што повеќе се утврдуваме во вистината во Исус Христос. Стравот кој сака да ни го наметне, зашто Бог е оној кој што ни ја дава верата. Бог дава вера, а сатаната е оној кој што внесува страв. Од верата доаѓа понатаму радост, љубов, сите убави работи. Од стравот доаѓаат сите лоши работи. Стравот што сака да ни го наметне со обвинувањата, со сомнежите, се губи и храброста, и смелост, и сигурноста расте кога застануваме со околпот на праведноста. Ние сме оправдани во Господ Исус Христос. И немирот се претвора во мир и во сигурност кога стоиме цврсто обуени во обувките со подготвеност. И тогаш радоста, спокојството, мирот ќе бидат нашиот, увереноста во Христос, истината, ќе бидат нашиот мотив на луѓето да гледаме на противници, зашто нашата војна не е против тело и крв, како што пишува апостол Павле. Тогаш на луѓето нема да гледаме како на наши противници, туку ќе гледаме како на жртви, луѓе кои се фатени во темнината на сатаната, како на луѓе кои имаат потреба да бидат ослободени. И тогаш ќе бидеме обуени со подготвеност, помирени со Бог, со мир во себе, да бараме за луѓето мир со Бог. И тие да бидат ослободени. Ке чекориме со подготвеност за мир. Така да, сите овие работи ни осигуруваат победа. И ове нешто што ги спомнавме досега, штитот на верата, оклопот на правдата, обувките на мирот, поясот на вистината, како да се доволни. Ние можеме целосно се спротивставаме со овие нешта. На сите напади на лукавиот. Меѓутоа, Бог не сака од нас едноставно само така да живееме, гушејќи или заштитувајќи се од стрелите на лукавиот. Туку Бог сака многу повеќе. Тој ни дал победа. Во Римјаните пишува дека ние сме повеќе од победници, хиперпобедници во животот. Тој не сака само да се заштитуваме, туку тој сака да освојуваме. Да ги освојуваме териториите што сатаната ги зазел, ги поробил. За тоа се
оние другите оружја. Мечот веќе говори за оружје кое оди напред и освојува, но за тоа ќе говориме понатаму, следниот пат, кој ќе има време. Довдека со овие оружја Бог изработил оружје кое ќе не заштити во овој темен, несигурен, непостојан свет. Да го земеме штитот на верата, да го користиме постојано, за да останеме во Христовата вистина, праведност и мир, и така заштитени да ги одбиваме сите жештени стрели